Споминавме во продолжение уште една интересна тема со оглед на тоа што неодамна светот будно го очекуваше да го проследи лансирањето на една од најмокните и најсложени ракети во светот, џиновската двестепена ракета Space Launch System. Представува еден најголем нов систем за вертикално лансирање изграден од Американската вселенска агенција или поточно во склоп на мисијата Артемис 1, мисијата на НАСА, лансирање кое што за жал не успеа поради одреден технички проблем. Најавено е следно лансирање, точен датум не се знае, но еве ние малку ќе позборуваме во продолжение за тоа што се случува со мисијата на НАСА, што се очекува, што е она кое што тие луѓе кои што се во тој свет и го пратат знаат повеќе од сите нас кои што будно го очекуваме тоа, бидејќи е важно за светот. Но оваа тема и многу повеќе во склоп на активностите и актуелностите на Скопско астрономско друштво, денеска зборувам со Радан Митровиќ. Радан, добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Поздрав до нашите гледачи. Добро ли го споменав ова со ракетата или сгрешив нешто? Па не се греши, но има апдейт за 10 дена ќе го лансираме. Ако биде се во ред, значи Т-10 е денеска, дена. Така да, пази, тоа е многу комплициран систем, тоа сега најголема ракета. Има многу подсистеми кои треба да се направат, со тоа што има една промена, луѓе прашуваат зошто го лансиравме пред 40 или 50 години Аполо, а сега не можеме затоа што прво има многу посложени работи кои сакаме да ги направиме, да донесеме повеќе терет горе и луѓе, многу повеќе луѓе, порано беа тројца, сега сакаме и до 7 луѓе да носиме одеднаш. Така да се е покомплицирано и што е најлошо, НАСА одбрала, мислим не е тоа лошо, тоа е малце покомплицирано, наша одбрала поинакво гориво. Луѓето пред 50 години одеа мање више со обичен авионски керозин апдейтиран со кислород, а сега одиме со водород кој е многу поефикасен за давање на енергија, но е многу покомплициран за чување. Он треба да го чувате малце испод минус 200 степени, многу покомплицирано. Тие цевките што треба да го чуваат, а водород е најлесен газ кој многу лесно истекува и така натам. Така да има тука многу технички проблеми кои се решава сега на луѓе нормално и може со право се така малце лути затоа што не е тоа как се вика проект кој трае година или две, тоа е проект кој трае малце 20 години наназад. Уште од времето пред Обама, па за време на Обама го укина, па повторно го активира за време на други претседатели и така натаму. Вака, ајде да видиме малце поштени. Пред 50 години кога почна програмата Аполо, таа не почна од некои си алтруистички причини или ние сакаме наука да развиваме, ние сакаме човештвото да го развиваме, таа беше малце не полувоен проект. Тоа беше малце полуинат на русите, тоест советите тогашни, пошто тие почна првите да се качуваат во Вселена. Прв човек во Вселена, прва жена во Вселена, прв орбитирање околу месечина. Се тоа беа од страна на русите и американците заостана. Беше политички проект, НАСА издвојуваше скоро, пазите сега бројката, 5% од нивен буџет. 5% од нивен буџет. Денеска издвојуваат помалку од 0,5% од нивен буџет. Значи, разлика е огромна. Да се и уште исто можда малце ги тргна американците затоа што кинези се сасна да идат на месечина. Тоа ли ги пробави? Значи, не сека да направат ист кекс како пред 50 на години да другите нации водат вселенска трка. Туку сака избрза, сака да кажете. Па мислим дека малце дадоа газ и го преплавија моторот тоа. Што би се рекло кај нас, како беше на пресисал мотор, ама во човештвото никогаш алтруизам не бил тој кој ги водел работите, туку алтруизам добивал од работите кои не биле баш тотално алтруистички. Мислим дека ќе успее, малце потешко, може да ќе биде одложувања, се надвеа не многу киксови, барем не катастрофални, ама ќе оди работата. Сега па уште нешто се шушка, имаме во вселенска програма што не сме имале пред 50 на година, тоа е Елон Маск,
кој е тешка непроменлива во таа равенка. Мислим, на него никош не можете да сметате на онака здраво за готово. Ние сега сите збориме за SLS, за Space Launch System, до кој цело време зборуваме, дека е тоа најголема ракета, дека е тоа нешто нај. Овој си седи од страна, си прави своји работи, кои воопшто не се базирани на ништо што е познато претходно. Значи, он прави целиот малтене ракетен систем и ово наново. И се што имаме, што сме имале, може буквално како што времето, нели, го денеска, верниците сметаат на пред Христ и после Христ, така да и во ракетна, да кажеме, може да се смета дека имаме ракетен систем пред Илон Маск и после Илон Маск. Ние сега правиме дека за 10 дена ќе лансираме Space Launch System, додека е најголемо се шушка, веќе се испробани моторите, пуштени се тие пробите, може да биде лансирана и дури пред, како се вика, познавајќи го Илон Маск и познавајќи го колку тој спремен пари да фрли да се изрекламира, не би ми зачудило да пред SLS биде лансиран и неговиот Spaceship, што е поголема ракета од Space Launch System. Додуше, тоа е се уште во експериментална фаза, тој текта. Меѓутоа, Согледна непостојаност и непредвидливоста на Илон Маск. Нема онаа морална дилема што има НАСА, а тоа е да мора сите луѓе што ќе ги качи во Вселена да ги врати живи. Он има малце по така, не баш толку хуман аспект за тоа. Така да, мислим, до сега нема случајно катастрофи со луѓе, ама воопшто во принцип нема таква ментална скрупула да каже, окей, сакаш да се качиш во Вселена, сака. Потпиши тука дека не мора да те вратам жив. Ја ќе се обидам со сите средства да те вратам жив, ама А постојат такви фанатици кои што тоа ќе го потпишат и ќе го направат. Така што тоа нема да биде тешка работа за Илон Маск, но да се надеваме дека многу. Еве сега да ми се јави довиѓење од студио право. Отидовте. Да. Да, па добро, со долги години работа во Скопското астрономско друштво и со толку многу информации и пратење на сите овие работи, несомнено дека е така, но подобро кога би било НАСА, нели? Какви да е. Унако што го зборувавме за оваа мисија или Артемис 7, по повеќе од една деценија, јас ова кое што го најдов како информација, кое што се наоѓа на интернет, верувам точна, со одложување и милиарди долари, бидејќи ги споменавме парите, нели, трошоците, надфрлени трошоци од буџетот, НАСА досега чинеше најмалку 37 милиарди долари, вклучувајќи го тука, нели, она кое што можевме од инсертите да го видиме, дизајнот, изградбата, тестирањата и објектите на земја. Објекти, пазите, кога Аполо би го сега, цените на Аполо би ги плюс инфлација и нели се тоа, која би ги вставиле сега во SLS, тоа би далеко надмашиле 100 милиарди долари. Затоа ви кажав дека цената на буџетот која е 5% и 0,5% дека не е иста. Американците сака да се провлечат со некој си, да кажеме, со некој бакшиш да влезат во НАСА и со него да лансират. Тоа не иде така. Очигледно дека за врни големи проекти треба многу големи пари. Сега малце ситуација во светот е нели малце комплицирана, имаме војна во Европа, имаме војна во најава на Тајван, имаме инфлација и кај американците, и кај нас имаме инфлација. И сега малце да му објасните вие на амерички гласач дека слушај, ние мораме да даеме 100 милиарди евра за да лансираме луѓе на месечина, затоа што не да боже кинези веќе одат. Не е баш некој многу јак мотив, бар не луѓе повише сакаат да имат поевтин бензин, да имат поевтино млеко и така натаму. Да се задржат на земјата малку во побезбедни услови, нели? Да, ама тоа пазите, ако нешто сум и ја научил, мислим дека и тоа луѓето е научиле, дека кај рајот е најголем проблем што брзо досадува. Така да морате ностоп да менувате нешта. Нашиот рај што го имавме, да кажеме, 60-тите години, Аполо го помести да имаме малце подобар и поубав рајот. Но многу малку луѓе размислуваат дека денес тие телефони што ги имаме, телевизори, многу работи по куќа, подобри фрижидери, подобри се што има, подобри автомобили, се малте не должи на наука која се базира на која истражува и врска со астрономија. Значи луѓе денеска сите имаме Wi-Fi дома. Тоа е базирано на откритие кое луѓе имале врска со црни дупки. Да.
буквално, да не било истражување на црни дупки, може ќе го имаме и Wi-Fi, ама ќе го измимале 2050 година или 2035 година. А не сте нема да имате Wi-Fi и нема да имате вака лагоден живот како што имаме. И со овие екрани, те што ги имаме тенки денеска во телевизори или во сето тоа се должи затоа што им било габаритно да имат старите телевизори со катодната цевка во ракета да имат таква голем телевизор и било ајде смислиме тенок телевизор за да ни биде тенок во ракетата, што немаме простори, не можеме да носиме тежина затоа што едно кило да однесете во Вселена кошта $20,000. Сега зашто да носам телевизор од 2 кила кој ќе ми кошта $40,000, ќе понесам телевизор кој е пола кило ќе биде потенок. Значи луѓето размислувале, ама тоа после било аплицирано за да не збориме за тарче што имаме дома тефлонско исто тоа се должи на вселенска програма и така. Направен по практичен и по-лесен начин на функционирање благодарение на сите овие истражувања или да речеме на кое што е дел од науката и астрономијата, во себе, буквално за цела цивилизација, ама не за американците, за цела цивилизација. Тоа американците секој ќе наплатат малце повеќе, тоа сигурно, ама сите ние добиваме. Така е. Радан, ние на крајот на минатата сезона зборувавме со вашиот колега, се задржавме повеќе на она што го откри најновиот телескоп Джеймс Веб. Тогаш зборувавме за тоа да не ги мешаме темите и нели да го пренесеме она кој што денеска наша цел во склоп на темата, а тоа беше што се случува со мисијата на НАСА Артемис 1. Добро ни го објаснивте тоа. Да. И јас би сакала за оние кои што не следат и оние кои што особено следат па и сакаат да знаат што е ново во Скопското астрономско друштво, да видиме до кај сме, што сме. Почнува една нова сезона. Јас знам дека вие имате негде таму октомври сте имале до сега како ќе функционирате, не знам, предавања за сите кои што ги интересира да слушнат и да научат нешто повеќе. Што се очекува од друштвото за предстојната сезона? Па баш така планираме, може баш така со почеток на октомври да почнеме серија на предавања на астрономски теми, меѓу кои може да биде и за Джеймс Веб, и за SLS, и за Spaceship. Стандардно нашите најбараните предавања, како што за црни дупки, за сите други феномени што ќе ни се случуваат во периодов, така да ќе гледаме да бидеме актуелни. Може да нема оваа година, па да кажеме прва пост-ковидна есен која можеме на РАА да си почнеме да организираме нешто. Така да само пратете на нашиот Facebook профил и Instagram и на секако сајтот Астрономија МК и таму ќе добиете сите информации кога имаме, што имаме, како имаме, така да тоа е тоа. Сигурно ќе имаме нешто, не можеме однапред да најавуваме затоа што и ние се уште разговараме кои теми, кој кога како ќе предава и така натаму. Мада останува локација иста, електрофакултет или машински, не знам сега како се тоа води. Обично се предавање 20 часот во амфитеатар, така да там и планетариум морам тоа да исто ќе имаме и планетариум работи. Така да исто пратете таму сите наши активности, све што имаме нормално рекламираме и известуваме граѓаните на нашите портали. Така да тоа е тоа. Има интерес за тоа, јас сум била сведок, бидејќи сум присуствувала, особено ме радува што може да се види дека Скопското астрономско друштво организира и курсеви за деца. Ми се чини лани на пролет имавте такви курсеви, верувам дека тоа ќе биде можеби во оваа година. Може да кажам многу се подобри, секогаш се подобри и некако може малце за нив повеќе размислам како за возрастни, затоа што некако тој што си имаме за возрастни не ми дава толку енергија за да осмислам нови работи, нови експерименти и така натаму. И мислам дека деца заслужуваат повеќе да им се обрне внимание, нека ми извинат возрастните, не дека таму ништо не правиме, него немаме толку новости колку што имаме ваму. Секогаш имаме нови експерименти, нови работи. Кај нас малце со астрономија еден единствен фактор кој не така малце попречува да можеме да се разлепршаме во некои работи е времето. Затоа што јас повеќе сакам да имаме надворешни активности, телескопи, експерименти од надвор, да можеме да летаме ракети, па и балончиња и така натаму. Ама кога ќе врне, тоа не може да го правиш. Така да дури имам едно предавање кое ја многу сакам, кој се вика Прожектка низ сончев систем. Тоа не ми е да држам на табла да цртам тука е оваа па него лепо земеш деца, ова е сонцето и онда идеш едно 200-300 метра и тука е Меркур, тука е Венера, гледај колку е малецко сонце. Децата тоа многу го сака. Тоа и така треба да биде точно. Да, така. И една година сеќавам се со чадори го држав. Затоа што ме фати ине, затоа што цела година врнеше.
И почнавме, како се вика, со ведро, без врнење, без еден тотално непокриен оптимизам дека немаше да врне, ама на пола предавање не така, зароси, не врнеше, зароси. И некои умни родители што предвидувале дека ќе заврне, ми позајмија, како се вика, чадар за да може тоа за да се можеме да сега реализира. завршиме предавањето на радори и они ни помогнаа, секој час на родителите, така да има, со деца ние баш штета што не можеме повеќе од еднаш пати, одеднаш затоа што малку сме ограничени со простори, па чекаме студентиве да си одат од училни, па тек тогаш ние така да обично во мај месец, тамо половина на мај, почеток на мај почнуваме, завршуваме почеток на јуни, така. Да. Ке информираме и додегаш има време, важно е дека имате доста активности и новитети кои што сме тука да ги споделиме со нашите гледачи. Љубопитноста во детските очи е една од најголемата љубопитности. Вие се обидувате кога станува збор за звездите и за универзумот, за нешто што е мистерија и што треба нели да се открива, особено кај децата кои што на старт не знаат ништо. Е огромно задоволство верувам за вас, но љубопитноста и кај секој од нас е да видиме како ќе продолжи мисијата Артемис. Рековме, односно евара да ни дадовте денеска информација дека ќе биде за околу 10 на дена, може и порано или за 10 точно, нас ќе соопшти, те минус 10 дена. Значи имаме за 10 дена од сега. Ќе бидеме сигурно информирани и за тоа. Ако биде одложување, обично најавуваа, да, обично. Вас исто така може да видите на плоштадот со да, овие денови Сатурн прекрасен, дури јас не можам да му се нагледам. Септември е месец кога значи летото полека завршува, нема више оние жештини и атмосферата се на некој начин се смирува, што е за нас, поготово ако сакате да гледате, особено ако сакате да гледате планети, тоа многу битно. И Сатурн не можам да му се нагледам колку е убав. Значи овие денови едва чекам да си отидам уштерија од телескоп за да можем да ја да си го гледам, што би се рекол, толку е стварно, не знам, оштар, жилет, прстен, детали на него. Ја богам ја уживам. Супер, одлично и вечер, ќе биде за гледање Сатурн? Да, меѓутоа не знам баш вечерта затоа што имаме некои приватни обавки, ама ќе гледам ако можем да стигнем, може и покасно, ама да не ветувам, ама ако сте таму, граѓаните сигурно ќе ве видат и би било. Јас на площад овие денови од 7 до 9 и пол 10 најдосна затоа што веќе залади. Да. Да не верувате, јако во време заладува, така да. И тоа е одлична можност при прошетката ете да погледнеме низ телескопот и да го видиме во овој период Сатурн. Претходно имавме и полната месечина. Месечина секој таму, да, кој е таму, месечина е еден, да. Тоа е една можност да се направиме така едно убаво дополнително искуство. Раден, благодарам за времето и за гостувањето. Секогаш сте тука за она кое што нас не интересира пред секако екипа, но и она што сакаме да им го представиме на нашите гледачи. Верувам дека така ќе биде и во иднина. Ви посакувам успех во Скопското астрономско друштво и се гледаме. Се гледаме. Поздрав гледачите. Да.